Ново издание на Политиканти со мене Боријан Јовановски. И со мене Сашо Ордановски. Сашо, ние снимаме, тука си правиме муабети, во собрание се формира Нов состав. нов состав. Уствари се креира новото парламентарно мнозинство. Да. Тоа е тоа. И од тоа што го гледам, се чини дека разговорите на оваа нова сега екипа која доаѓа на власт прилично мазно поминуваат. Мислам дека дојдоа до ова што тече со владава, ќе тече уште некој ден де факто, бидејќи мислам дека до идната До 10 јуни би требало да имаме ќе веќе ќе прецизираат имиња, ресори, не се само министри, заменици и така натаму. Претпоставам дека и други работи ќе издоговарат, но морам да кажем дека сега Боријан, да бидеме искрени, мислам со ваква победа и со вакво мнозинство не е ни тешко да преговараш на мазен начин. Да, добра работа е, стварно мене, не знам, некако тоа ја го гледам стварно како добра вест, што после 10 години скоро ќе имаме стабилна влада. Мислам, они се, не знам како доаѓа математиката, сега се знам, идат на кај 80. Веројатно и над 80, бидејќи ќе има луѓе што ќе сменат адресови. Не, добро, сега зборам адресови дека разговараме. Зборам во оваа композиција, знам влен ВМРО ДПМН. Али како и да е, едно стабилно мнозинство со една можност за владата да испорача многу значајни работи кои СДСМ претходно и да сакаше да ги прави не можеше заради тоа што стално висеше на еден или двајца пратеници, па чекај дај му на овој, па чекај дај му на нон-стоп, беа во една такво пазарење кој меѓу другото беше и дел од нивната неефикасност. Претпоставам дека ќе поразговараме за овие прашања со гостинот за 10 минути, бидејќи имаме гостин традиционално. Меѓутоа, она што мене ме загрижува, тој еден дел се отприлике, бидејќи стабилноста понекогаш е таа е често добре дојдена за функционирање, ама потоа кога треба да се прават и некакви внатрешни обсервации, критики и така натаму, таа представува проблем. Бидејќи преголемата стабилност не ти дава притисок од страна да правиш некај, да влечеш потези кои што инаку би можеле да бидат поконструктивни и попродуктивни, а не ги влечеш бидејќи никој не те загрозува. Зависи како ќе ја доживееш таа стабилност. Имајќи предвид како кралски трон во кој сега тебе никој ништо не ти може, а ја ќе видам што ќе правам. Што не учи историјата до сега? Главно како кралски трон се доживува. Се обидувам да го посматрам од една академска политичка култура, мислам. Од ова што го гледам до сега, гледам дека разговорите со Влен им одат мазно. Меѓутоа истовремено Влен мене ми се чини дека испорачува многу мали амбиции за тоа со што ќе владее во оваа заедничка влада, бидејќи кој ќе ги видиш сите ресори што ги добиваат. Дури не ги коментирам имињата, не ги знаеме имињата на министрите и така натаму. Тоа е веројатно најслабата позиција на албански етнички партнер во која било влада досега во Македонија. Таква и математиката име. Сега не знам какви им биле порано математиките на кој и како, меѓутоа СДСМ не можеше помисли да прави влада без дуи, разбираш? Ама не е само СДСМ, и ВМРО кога било на власт заедно со албански партнери, не биле волку слаби албанските партнери, говорам во политичка смисла. Зошто го кажувам, Боријан? Бидејќи македонскиот политички модел е многу деликатен. И тој функционира не само врз основа на фактички поделби на моќ и така натаму, тоа е секојаш дел од приказната, туку функционира и на ниво на перцепции, што мисли јавноста за тоа кој што добил, кој што прави. Така е, ова Дуи го искористи како јака карта. Се разбира, најавите за пресметки со Дуи се такви што Дуи нема да пропушти шанса да сите слабости на владата, а ова ми се чини како голем фронт за напад, политички напад се разбира, кој што и ударот врз Дуи кој веројатно ќе уследи во смисла на борба против корупција, ќе биде бранет меѓу другото со наратив дека албанците кои изгубија. Ние да бевме немаше вака да биде и така натаму. Ние функционираме и на едно општо ниво на јавност и на национални етнички јавности. Второ, Боријан, на крај ќе излезе дека оваа влада ќе биде поголема од претходната.
Бидејќи знаеш сите најави дека ќе кратиме министерства, ќе кратиме нови администрации, министерства, па тоа да, секогаш е да. така сега и знам ако влезе и влен ако влезе, се треба да се измислуваат. Добро, претходната влада, ова е де факто барем од она што го читаме ќе има повеќе министерства. Да. Тоа А е јас јасно. не сум голем, се разбира дека секоја структура може да се подобрува. Ама со тоа што ќе ги промешаш картите и што да речеме енергетика била ваму, а се ќе дое ваму, а комисија или не знам инспекција на ова била ваму, тоа ништо не значи за државата. Тоа се нови функции. Тоа се нови функции, Не, значи да не се таму има лажеме, некој да, мака, па за да мора да нови државни секретари, нов заменик министер, нов Апсолутно, ти секоја нова институција, секретарка, Што возач, значи кафе буџет, куварка. да. Не знам, во таа смисла сите тие ветувања, бидејќи види, ние знаеме дека десните партии кога знаеш како на избори одат со десница, а на кога владеат со лева рака, со левица држат виолината со лева рака. Сакам да кажам еден од идеалите да државата се намали, да државата престане се рационализира. да биде, не само да се рационализира тука, да се смени овој социјалистички менталитет во Македонија, каде што државата ти е мајка, татко, дедо, баба, брат, да си се запослиш од побратник, државно кум, обавезно, оне е државно, не е работа. Значи тој, знаеш, тоа сме го збореле, ако не родат патлиџаните, крива е државата. Ако родат патлиџаните, откупот да се зголеми. Ако удри гром, државата да ни плати. Ако не удри гром, зашо нема громи? Значи тој менталитет социјалистички во Македонија се уште владе, а нашите десничарски партии пропуштале можност да ја намалуваат државата. Види, на крајот ова ќе треба од негде да се финансира се тоа. Не гледам разговор за подигање на даноци, веројатно ќе одат на намалување на даноци. Второ, види Борјан, ми кажува имав прилика да седам на една средба со еден голем странски инвеститор. Си правевме муабет апарте, што се вика, така, со кафе и така натаму, и он вели дека Македонија повеќе не е на листата на примамливи земји за странски инвестиции, бидејќи нема работна сила. Тоа е стара болка, Сашо. Не е тоа стара болка, тоа што имаше во последните особено неквалификувана, Тоа сакам да ти кажам, ама во изминативе 10 години тоа што имаше, јас се оцели, јас се вработи, бидејќи има тука. Сашо, кафаните не се можност да најдат. Па што правиме тогаш, Борен? Што не веќе ја земат првата милијарда во ред и таа милијарда ќе се најде. Добро се разбира, дека ќе се задолжиме, нели ќе биде подобра каматата, претходните биле со 4,5-5, а ќе биде со 3,8 и така нешто, ништо не. Види се, затоа ја. Па добро, сега да ти вратам за некои твои. Ајде. Што моето прашање исто, ти викаше кога ова ти го поставаш, ти викаше, ма не ќе се најде буџет тука, ќе се исплатат пари. Не, затоа цело време викам дека државата ќе има пари, ќе ги позајмува. Позајмува, ќе заглави даден момент, Сашо. Нема да заглави во видлива иднина. Тоа ќе биде една, како да кажам, едно одење кон залезот на сонцето кој ќе трае со години. Еве да не заглави. На тој начин. Тоа е начинот на тоа е таа транзиција на 30, тој дух на транзиција кој го создаде клиентелизмот, кој го создаде тие, нели, да се биде лојален кон партијата, да не ти е гајле за институцијата и за државата. Тоа е таа култура која уште ќе опстои, а која е сама по себе страшно автодеструктивна. Она е рак рана на државата. Затоа велам и затоа цело време, мислам, стварно ми е банално. Ја, знаеш, Европска унија можам да ја критикувам, да земам сега да седнеме и 24 сата да ја критикувам. Но Македонија, како мала држава, она мора да влезе во тој процес. Затоа што види... Кој е тој процес? На преговори, Сашо. Чекај. Дозволи ми да го кажам. Не, воопшто не се различни. Затоа што во тој процес има многу прецизно дефинирани реформи. Тој процес не е ticking the box, кој што го имаме до сега. Тој процес е многу како да кажам, многу по-рационален, многу е по-конкретен. Ние кога би биле во, например, просто ти кажувам, во процес на преговори. Ти знаеш ли дека сега мој пријател купува iPhone сат и му го носи се расипува, го носи и овие му викаат, види, за 30 дена дојди ќе ти го сервисираме. Кој е сервисирање? Тој тип на механизми во процес на преговори ти можеш да ги имплементираш. И при тоа добиваш пари за имплементација на тоа. Ништо тоа не е спорно. Види што е спорно. Види што е спорно. Ако не е спорно. Види што е спорно. А имаме голема амбициозна влада десничарска.
што ќе се случува со доноците во Македонија. Тоа не знам. За тоа збориме. Значи види, ако се намалат надворешните инвестиции, говорам релативно, ние економисти ќе расправат дали до сега биле доволно и така натаму, и секојаш има аргументи вака така. Има само два начини како може да се финансираат големи реформи. Бидејќи ние Европската унија не може да ти ги наполни сите дупки со пари, а особено на прва година, 2-3, дури и да си подготвен да ги тераш нивните реформи со сите други елементи на политички согласности, така натаму, гледаме дека тука имаме големи проблеми. Значи, има два начини како можеш да финансираш такви големи реформи кои што треба да дадат резултати кои ќе бидат долгогодишни, ќе се чека на резултатите. Тоа не. Или ќе зголемиш даноци, и при тоа се е прашање на кого. Да речеме, ти не мораш да зголемиш даноци на 80% од населението. Но ќе ги зголемиш даноците на, не знам, или давачките на банките кои прават огромни профити. Добро. Или ќе ги зголемиш даноците на 3% кои стваруваат, а ова е десничка се влада тоа. Или вториот начин е задолжување. Сега ние тргаме со задолжување. Во двата сме више цркл. Па сакам да ти кажам, затоа сум јас ова што го разговараме, тоа е мојата поента. Ја не гледам што они ќе прават со овој пристап кој што ги имаат со зголемување на државата, со мултиплицирање на министерства, бидејќи на крајот види, негдека треба нешто да покаже резултат со приходи и расходи. Сега да ти кажам, затоа ме загрижува, например, ова авантура со Преспанскиот договор. Значи, 100 пати сме повторили дека тој Преспански договор стварно никој не бил среќен кога бил да гласа за промена на името. Тој Преспански договор се случи како една, како да кажам, по мене превладување на рациото и разумот, и благодарејќи на тоа денеска сме во НАТО, и мислам дека сите, вклучително и владата на ВМРО ДПМН, се веома среќни што ние се наоѓаме во НАТО во една ваква турбулентна геополитичка вклучувајќи ги странските инвестиции. Случувајќи ги и странските инвестиции. Она што, затоа велам, сега не ја гледам потребата од овој тип на како ти венецот, па нема на него име. Мислам, гледај, јас го разбирам, дури мислам дека е потребно да тој договор го прифатат како што го направи тоа Мицотакис. Нас не ни се допадна, владата на СДСМ ни го прикачи ова како наследство, но ние, како одговорен политички субјект, тоа ќе го почитуваме, но и при тоа да ја повикаат грчката влада, да ги отворат темите околу, например, точно е, факт е дека грците се однесуваат малце, како да кажам, малце блазирано, малце дрско, во смисла на тоа као, вие сте таму некои мали, не ни интересират. Тој диалог апсолутно држи вода, и ако мала провокација послужи во функција на тој тип на отварање на диалог, разбирам. Но ако послужи, ако ова се откочи кочницата за да тргне во амбис, тоа ќе малку проблемот поголем. Инаку Боријан, за сите што го читале Преспанскиот договор, таму има конкретни механизми како тој диалог се води. И тие се добро направени. Така е. Но тие не трпат провокации. Така е. Оти провокациите ја затвораат можноста за било каков диалог, а таму инаку има дури ни претходната влага да не ги користеше сите механизми. Ништо не користеше, зашто има работи што се користија, од соработка на студенти, млади, на уметници, на све, на разни сакам да кажам, има платформа за разговор, само таа не е подложна на провокации. И Мицковски рече, вика, он сам рече дека да, Грција не почитува од своја страна. И во право е, но он може да го повика Мицотакис во една сосема во еден спакуван, како ти кажам, дипломатски манир, да го соопшти тоа, и при тоа да направи и впечаток во домашната јавност. Мислам дека тоа е превисока е таа, како да кажем, летвичка, за да овие ја рипнат. Може би подоцна, но се уште се уфаза кога мора да ги завршат провокациите, само да не ни се слупа на глава една друга Грција од оваа што до сега тоа го толерираш. Ајде да одиме со гостинот и да се одјавиме за овој издание на подкаст. Гостине, после джинглот.
Гледате политиканти, јас сум политикант од Боријан Јовановски, со мене е уште еден политикант. Број 2 Сашо Ордановски. Јас сум бившиот политикант Гордан Ѓорѓиев. Така е. И све си дое на своје место. Си доби смисла. Аналитичар. Добро. Да. Од средната генерација, видите веќе не е од Ние си од младите младите, генерации. Ние сме од постарите генерации политиканти. Добро, имаме собрание. Имаме собрание, иако се уште не е изгласано. Добро, нешто се реди таму, да, додека снимаме би требало и да тоа да се заврши, особено додека Ова од кој ќе се дојде да се емитува. Па првото прашање е, не знам, онака најобично, имаме се формира едно очигледно, на пат сме на формирање на едно доста стабилно мнозинство. Што да се очекува? Здравје. Да. Мислам што е добро од една страна, затоа што после долго време уствари ќе имаме на влада која има сериозна стабилност во собранието. Извини, се расправаме ние со Борис за ова, пошто ние знаеме што значи стабилност. Стабилност, ако тргне работата на криво, после не можеш да дестабилизираш. Значи, прашањето дали ќе бидат мирни води? Например. Па ќе бидат Што да е? ќе бидат некакви мирни води. Што се Мојата очекува? проценка е дека барем 2 години, нема да има грейс период од 100 дена, него ќе има барем година-две. Значи тоа е година дена од после локалните избори. Ќе има некој грейс период оваа влада. Ако се сеќавате, и Груевски имаше тој грейс период од 2006 до 2008 и беа, да кажеме, од оваа перспектива, без разлика кој како мисли, ама сега кој би ги заборавиле пост 2008 годините, беа, да речеме, се очува се тука има една општа согласност, да. Па немаше општа согласност, сега има општа согласност. Кога протече времето. Дури јас, кој што мојот став за Груевски е прилично познат, се согласувам дека тоа беа едно технократски мирни води каде што државата некако одела напред или сме имале перцепција дека оди напред, а големите теми биле потиснати, меѓуетнички односи, национализам и така и натаму и така натаму. Овие сега имаат простор да научат од грешките, ќе видиме тоа, Сашо се смее, и да влезат во некаква нова приказна. Каква, да, тоа е, усади, што е наратив? Можеш ли да предпоставиш што е идеологија, кој е наративот? Мене ми е тоа тешко малку да насетам, морам да признам. Каде ќе Бојан, води тоа? Кога имаш толку голем мандат, толку силен мандат, прашање дали треба наратив од тој тип. Според мене, ако може да советувам или да Добро, кажам... извини, Груевски го имаше тој наратив 2006-2008, една технократска, прореформски, ориентирана влада, портокалова, христијанска, десноцентристичка, во Европската народна партија, еден таков тој тип на имидж, мислам, кој е сепак некаков наратив. Секако, но немаме компетитивен наратив. Од друга страна немаме наратив кој што ќе може да се спротистави барем од догледно време на ако воопшто може да се видат изданоци на наративот на ВМРО-ДПМН. Значи каде ќе ги следиме? Еве да кажеме како јавност. Мене што ми е важно. Ќе ги следиме дали ќе зарабуваат државата? Бидејќи на тоа не се изгорени прстите, не само прстите. Ќе ги следиме како ќе се справат со корупцијата, бидејќи тоа беше главниот наратив дека државата, дека општеството е корумпирано, и ќе следиме како ќе се справат со албанското прашање. Значи, тоа се три големи теми. Би предложил или би сугерирал дека Европа ќе биде наставена малце на страна, тоа е очигледно. Не, она и сама ќе се стави на страна, сега поготово во овој изборен период. Така е, и веројатно нема да форсираат оваа агенда, без разлика на некакви изблици, условно кажам, националистички или провокативни визави сега Грција, може би понатаму Албанија, мислам дека тоа ќе се стиши. И ќе има чист терен да ги извадиме на равноденица и да видиме дали нешто од ова ќе направат. Ја немам сомнење за микроменаџирањето. Сега се согласуваме. Ако ги гледаме големите стереотипи за СДСМ и за ВМРО-ДПМН, СДСМ цело време се бавеле со држава, со државни прашања, со НАТО, а не работеле на терен, да. Стереотип е повторно велам, не е тоа. Но се потврдува. Но некои стереотипите се вкоренуваат. А овие се микроменаџери, добро работат, програма 1000 чекови, 2000 чекови и така натаму. На тоа поле ќе бидат одлични. И тоа ќе биде видливо за граѓаните. И ќе ви кажам зошто. Јас, работејќи еден проект, една анализа, правевме споредба на програмите помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Значи, ако можам повторно, глобално да кажам како изгледа тоа. На СДСМ програмата е цела во облаци.
Тоа се големи теми, огромни теми ќе решаваме. Европски унии, НАТО, геополитики и така натаму. Ова е микро. А онде пасош Ова е не може да локално. излезе, да. Да, и кога одат на терен ВМРО, пошто јас ја знам како е теренската работа и ваму и таму, они одат со локалните теми, кај граѓани и ги купуваат граѓаните на таа тема. И после тоа се разбира го остваруваат, да се подсетиме на стариот. Овие се големи интелектуалци се, знаат каде треба да оди државата, ги знаат големите магистрали, утре ќе влеземе во НАТО, заутре ќе влеземе во ЕУ, не чекаат и така натаму, уште ова треба, уште ова треба. И сега таа голема дискрепанца, уствари го направи, ако може да се каже, помеѓу другите проблеми напластени, седиментирани во општеството, го направи огромниот резултат за ВМРО и огромната бланко поддршка. Од оно што ги гледам најавите, Гордан, прво, ќе прават голема реформа на тоа како е поставен системот во државата политички, ќе укинуваат министерства, ќе додаваат нови министерства и така натаму. Кога ќе ја слегне таа прашина, кога ќе види што предлагат, практично таму нема ништо ново. Они практично ќе направат поголема влада од ова што постоеше. Бидејќи, знаеш, ако решаваш проблеми во здравство или во образование, или ги решаваш или не ги решаваш, не е битно кај е комисијата за не знам што, особено ако имаш вакво мнозинство. Второ, гледам како ги третираат своите албански партнери. Значи, албанците никогаш немале помалку важни ресурси, барем од ова што до сега е најавено, ќе видиме владата има уште 10 дена веројатно до конкретните, но и од тоа што имаат 1-2 ресори поважни, им ги испразнија надлежностите. Да речеме, даваат Министерство за економија, ама им ја владат целата енергетика, кое што е веројатно половина и повеќе од Министерството. Практично ќе остане со пазарна инспекција влен да се занимава. Не добиваат ниту едно значено министерство, така наречените државни министерства, тоа значи кај што се парите и силата, тоа се останува во рацете на ВМРО. Не знам овие од знам, нели се навестува дека можеби правда ќе го земат и така натаму. Меѓутоа гледам дека дали е тоа резултат на наивноста на влен или тоа сепак некаква решеност да учествуваат по која било цена, бидејќи може да се и натерани на тоа. Од друга страна, ВМРО ќе испорача на оваа една македонска и похистерична јавност, која што ќе им покаже каде им е местото на албанците, да не го употребам зборот, нели, шиптарите и така натаму, и тоа ќе потврди. И добро, тоа е се тоа за првите 2-3 недели за месец дена. Потоа, ќе се соочат со истите институции кои и сега постојат. Значи, со една загушеност на способност и неспособност, веројатно ентузијазмот во првите месеци, па можда и годината ќе биде подобро, они се подобри микроменаџери и така натаму, но не гледам некаква многу контроверзна голема идеја која што ќе покрене или идеи кои што ќе го покренат општеството во една друга насока, освен ако тоа не се сведе на редица камери пред кривичен суд. Тоа сигурно и ќе има, предпоставувам, ама тоа не ќе живее. Имам јас погрешен впечаток или... Па сега повеќе слојно е. Прво, темата околу албанците да почне прво. Колку им се дава на албанците. Тоа беше една тема која што беше во подтекст на целата изборна кампања. И кога ќе одите вие низ етнички македонски средини, особено во Источна Македонија, кај што немаа да кажеме директен допир со животот, со едно општество за сите, ќе видите таму имаше многу пизма, да кажеме, или без кон СДСМ. Големиот мандат и бројката што освои ВМРО-ДПМН му возможува таков тип на калибрирање на владата. Значи, спуштање на другите партнери, не зборам албанци. Добро, ги служите тука дека и тој балансер Клишчо заврши својата работа во исполнување на таа квота од... Не се зборуваме за распределба на министерски места, пошто тоа беше темата на која што критикува СДСМ. Гледате што ви прави Дуи, ве држи во рака, ви ги зема најдобрите места и плюс дивее по институциите. Тоа беше стереотипот заради кој што во голема мерка ќе согласиме дека СДСМ изгуби. Тоест му дадоа поддршка на ВМРО. Со подтекст дека ВМРО знае како се справи со албанците. Тоа е проблемот сега. Дајте тоа да го анализираме. Во една конституционална демократија, било која земете, а Македонија е тајак, сакаме се лажеме или не, тоа е номинално унитарна, но во суштина имаме сериозни, не само Охридскиот договор, туку и непишани правила дека ќе мора да се дели колачот по некаква основа. Ако е таа по етничка основа, у секоја конституционална демократија се дели пропорционално. Да, ма Гордан, види што сакам да кажам, баш токму на таа линија предупредувам.
Значи го слабеа толку албанскиот партнер во владата, што Дуи ако преживее година дена, не треба да се подцени Дуи. Дуи може во опозиција подолго да преживее, бидејќи се доволно значајна партија, сите ресурси ги знаат, сите начини како со апсења, без апсења и така натаму. Тогаш кога ќе дојде како да кажем после година Ќе се развие национализмот и од таа страна. Од таа страна, а сегашните партнери во владата ќе бидат прилично ослабени и потоа ќе дојде до еден судир кој што ќе биде на согласувам, но тоа нас не се случува, Сашо, тоа нас не се случува ups and downs. Па да, низ овие 30 години. Ако се сеќавате на Љупчо Ѓоргиевски пред 2001 и Груевски и така натаму. Дури тоа можеби да е до некаде нормално во едно општество. Прашањето на баланс, како ќе ги калибрираме тие односи, да не избегаат надвладачините. Очекуваше некој да добие од албанските партии председател на собрание? Вие двајца очекувавте? Па јас да. Океј, тоа е so far so good. Затоа што тоа значи... го освои, а Дуи го освои тој праг дека едно од тие високи места. Да. Ама сега главната критика кон ВМРО критичариве им дававте све на албанците. Добро, тоа се Ама во ред, тоа да чека се еднакво незадоволни. Кај Влен, мислам дека примарната амбиција беше да го детронизира Дуи. И мислам дека во оваа фаза, барем во рок од една година, они ќе се бават со тоа. Ама види што ми е мојот проблем, Гордан, кој, мислам, не сум сигурен како ќе се развива. Позициите на Дуи, дури она што сега го говорат, тоа се особено да речеме Бујар Османи кога го кажеш во неколку интервјуа назад. Целата нивна реторика е се повеќе федералистичка. Македонија, мислам, темите за федерација, конфедерација, унитарни држави и така натаму не се страшни во политиката. Се разбира дека се може да се дискутира, има начини како тоа се проведе така натаму. Се додека се дискутира, и се додека јавноста, општеството и политичката класа имаат капацитет за таква дискусија. Оти тоа бара, тоа се суптилни дискусии кои не може да бидат кафеански, значи тие мора да се подложни на анализи, на одредени студии и така натаму. Да не се најдеме во ситуација со зајакнувањето и нема што друго Дуи да прави освен да ја зајакнува таа линија. А не сум сигурен дека ВМРО кога било ќе биде подготвен за тој тип на работа. Бидејќи СДСМ го нема од сцената и нема да го има, за тоа ќе разговараме веројатно подолго време, се плашам дека можеме да дојдеме релативно скоро веќе идната година, можеби околу локалните избори, на друг тип на теми на кои општеството не сум сигурен дали е подготвено да ги дигестира. Јас оно што го советувам јавно и токму тоа и болја начин, дали се дискутира доволно во општеството за одредени теми. Или тие се као реки поновници, таа етничките прашања во секој поделено општество. Или пикаме под тепих, што по правило има едно во Македонија. Таа е темата и гледате како не изби нови избори. Дали ги дискутираме на начин на кој што треба да ги дискутираме. Да речеме темата која што македонците повторно стереотипно им ја замеруваат на албанците дека немаат доволно лојалност кон државата. Значи, кога зборам македонците, зборам, да речеме, на големо мнозинство македонците, не сите секако. Како таа лојалност се прави? Како велат? Чинова не плаќаат даноци, така? Ќе можеме ли да се договориме со нашите сограѓани албанци, например, дека и се ова звучи као ВМРО-овски наратив, ама многу лепи. И лепи ке македонците, дека ќе имаме елементарна почит кон македонската држава, а при тоа ние од оваа страна нема да имаме непочит кон нашите албанци, дека се дел од оваа држава, родени тука, ја пијат таа вода, јадат оваа храна, имаат и сакаат имаат елементарна пристојна дебата, тогаш ќе доеме до ситуации каде што и по многу други места етнички македонски исто така не се плаќа. Тоа сакам да кажам, кога би имала анализата ќе се покаже дека на многу места не се плаќа. Дека постои едно општо неплаќање на данок. На општа култура на нелојалност кон државата. Како се инструментира? Јасно е како се инструментира дискусија, треба да разговараме. ВМРО до сега не знаела да разговара. Не само тоа, туку таа дискусија секогаш била проследена со суштинска улога на меѓународната заедница. Јас мислам дека меѓународната заедница веќе нас не нема ни во првите 10 приоритети на својата агенда. Се согласувам. Особено со вака силна влада во која што патем биде речено меѓународната заедница придонесе многу за овие изборни резултати. Не мислам дека беше пресудна, секако пресудни си беа овие што изгубија. Меѓутоа, кога ќе дојдеме во таа ситуација, не сум сигурен дека ќе бидеме на кој било чи било список на приоритети да помагаат. Се согласувам дека сме надвор од видокрувот на меѓународната заедница, при тоа ВМРО ќе испорача, или тоа е волјата или ветувањето ќе испорача стабилност, тоа што му треба. Нема да го негира НАТО,
Не ја земаа левица во власт. Значи, таа елементарна онаа стабилократија што видиме, која што веќе ни се гади на сите од неа, заради тоа што таа произведува хаос и внатре во општеството, и во Босна, и во Црна Гора, и во Македонија. Пеплоса кредибилитетот го на Европската И го унија пеплосува, да, но таа ќе испорача ВМРО на ваков или наков начин. Сега само уште една теза околу Дуи. Како вели Алехмети? Рефлектирам. Мислам дека Дуи ќе мора да влезе и ќе биде нужно да влезе во авторефлексија внатрешна. Не ова се да се може анализира, него сериозна рефлексија. Дали темата, општо тие нарече федерализација, другата е албанското прашање, дали ќе успее или дали воопшто се уште е потентна во општество. Можда е рано да се каже за тоа, но ја мислам дека тоа е многу важно. Многу е важно за Дуи и многу е важно влен како се постави визави темата. Да, ама таа тема е можно да се дискутира само во рамки на европска интеграција. Дозволете околу тоа сакам да прашам. На општеството. Тоа е прашањето кое сакам да го. Да, ние ќе бидеме сега овие месеци европски избори, се Европската унија сама со себе се бави, но вака или онака, темата на проширувањето ќе се отвори после европските избори. И ќе се затвори. Па тоа не сум сигурен. Не знам ниту дали има уопште некој кој може тоа да го тврди на овој или на оној начин. Нешто ќе треба да се прави со тоа. И сега прашањето е колку влен, да пример, доколку се отвори таа карта, почеток на преговори за членство, тој обид да се забрза некаква интеграција на Црна Гора и Албанија како помали држави, за да се направи некаков трак рекорд, за да се даде некаков ефект, некаква преку кој Европската унија би се обидела да го поврати малку од малку својот пеплосан, како што реков, кредибилитет. Дали во тој случај Влен ќе може да ја држи кочницата која ВМРО би ја стегала на темите какви што се го Преспанскиот договор, утре уставните амандмани и така натаму. Јас јавно заговарам од првиот момент, а сега веќе и повеќе дека во еден догледен период има механизми како со овој легитимитет да влезе и да отвори европската врата. За тоа ќе поддржиме сите, така? Да, несомнено. Како? Да ги внесе бугарите во устав. Добро, тоа вака или онака. Мислам дека видите се, они се сега во занес. Победивме, многу сме јаки и така натаму. Ќе видиме како ќе изгледа тој занес и колку ќе трае. Еден има една проценка, друг има друга проценка. Но мислам дека ако сака да ако го направи тоа ВМРО, без при тоа многу да трпи последици по неговото гласачко тело, кое што во главном е клиентелистичко. Знаеме ние како е тоа, но и овие други што гласа, големи број на што гласа за знам или против СДС за ВМРО, секако сакаат европска перспектива. Тоа ќе биде подакат и кон Дуи. Почнеме преговори, можат и другите албанци да донесат европска перспектива. Дајте се, вие пацифицирате се малци и да почнеме да влезе во некаква олотечина. Бидејќи ако таа заглави, тогаш Дуи ја вади јаката карта. Тогаш сите ја вадат јаката карта. Тогаш сите ја вадат. Тогаш настапува духот на Груевски. Каде е тука во целата оваа аритметика, каде се наоѓа Грција? Па сега не знам. Не чека заклетва на владата. Камери ќе бидат насочени во Ја би се кладел дека нема да каже Северна Македонија. Види се, ние може да се кладеме, не он кој кажува, Мицкоски кој кажува тоа последните 2-3 години. И сега ние од перспектива на аналитичар и либерални аналитичар викаме, ќе види сега ќе дојде на власт. Не, напротив, јас сум убеден дека нема да го каже. Нема да го каже, грците се хиперсензитивни. Имаме десна влада, пристоен премиер, сепак Мицотакис, но сепак десна влада која што се бори таму со други десни, исходот Иста фамилија се со ВМРО. Иста фамилија, окей. Да. Но исходот од европските избори ќе биде, знаеме како, ќе одиме подесно сите, цела Европа ќе оди десно. Претпоставувам дека ќе направи некаков потек Грција кој што ќе биде некаков тип на заладување односите. Дали тоа ќе биде сега ќе не терат кликови да прави на граница пак? Не, ќе ни воведат визи. Види, за тоа не знам. За тоа има најави. Јас мислам дека тоа нема се случи затоа што мислам дека преголема е сликата. Не мислам, јас се надевам дека нема се случи, но ако ескалира ситуацијата и тоа ќе се случи покрај други работи. И сега прашањето оти ова сега разговараме во еден релативно нормален ВМРО знае да функционира кога меѓународната ситуација е релативно нормална. Таа не може никогаш да биде идеално нормална, особено на Балканот. Меѓутоа кога тоа е сепак идентитетска политика што ја водат.
тогаш излегуваат од шини драматично. И потоа веќе не се важни реформите во здравството, него е важно кој прст им го покажеме на овој оној сосед и така натаму, а они имаат потенцијал со сите соседи, можеби не со Србија, но со сите други да повторно да влеземе во затегнати односи. И потоа е ова што го дискутираме едноставно одеднаш нова рамка за целиот тој разговор. Тоа ќе остане само на ниво на дискусија на вакви форуми, панели, бидејќи ние ништо, нити пак има некаква конституирана сила во контратежа во општеството кој што ќе може тоа да го артикулира. Освен вакви, условно кажано, тивки гласови. Повеќе ништо ние не влијаеме врз политиката да, на ВМРО, тоа е јасно. И тоа не може да го знаеме. Јас мислам дека ова се еден тип на фрлање морков на гласачите на ВМРО-ДПМН и на граѓаните кои што гласаа за ВМРО-ДПМН, дека сепак ние ќе водиме малце потврда политика или попринципијална нарекуваат таа. Добро, тоа не е спорно. Не е спорно, како не е спорно. Беше спорно целиот овој период. Не, Гордан, не е спорно во смисла ако ние од грците стварно малце бараме погласно да се дели тоа што не е спроведено од нивна страна, да отвориме еден диалог со нив. Тоа е големата грешка на СДС која се потпишаа договорите и потоа тоа ми беше поентата. Ништо. Дека ова е рефлексија на тоа. Дали ќе отиде во другите води што кои се плаши Сашо и јас се плашам, бидејќи сме го гледале тој филм, ќе видиме ништо не можеме да направиме. Јас се надевам дека нема да направат тоа бидејќи на крај знаат како се завршува тоа. Можеби не за 2, за 3, за 7, за 10 ќе заврши лошо, како што завршија претходните. Добро. Ти повеќе со СДСМ немаш никакви, предпоставам, функционални политички врски со години веќе и така. Натаму помина таа фаза кога со една екипа се беше подпредседател. Да, сакам да кажам, помина таа фаза и така натаму. Сепак, каквите се проекциите за што ќе се случува во СДСМ? Немам посебни проекции, ме изненади дека брзо ги организираат натрепартиските избори, тоа е, ако слушнав вчера 30 јуни. Член ли сигурно? Јас сум долго време надворот, јас работам друго, јас работам со членска карта, мислам. Дали ќе гласаш, дали можеш да гласаш, да. Не знам, не сум ажуриран. Да, не си ажуриран. Ама тие ажурирања има разни типови на ажурирање. Тука се и гласачи и бројачи. Дали ќе решат да и бројачи и гласачи се тука во прашање. Ме изненади толку брзо затоа што тоа значи дека некој таму му се брза. Не знам на кој му се брза, навистина не ги знам. Ама не е ли нормално да после ваков пораз брзо се поднесат тоа? Да, ама таму има тема сега околу СДСМ условно кажано, не условно кажано, измерено најдемократска партија во Македонија. Тоа е тоа е најдемократска демократија. Не е важно какви били изборите директни во избори, имаше тука проблеми, но сепак ги организира во два наврата. Се демократска партија, тоа не е спорно, да. Јас мислам дека таму сега се во тек се прегрупирања, кои се како и мислам дека тоа нема да излезе многу голема или светла иднина за СДСМ. Просто кажам. Ги гледаш кандидатите или ти се чини дека самиот процес нема капацитет да произведе добра? Или партијата нема доволно. Процесот секако нема капацитет, бидејќи сега треба да ги разбереме луѓето. Значи, изгубија на избори после многу надежи, после многу напори да не се изгуби на изборите или да не направи ВМРО влада. И таму се и лични судбини, и лични драми, и партиски драми. Граѓаните, гласачите на СДСМ, членовите се во многу тешка ситуација, бидејќи стварно ги кинеле чевлите за разни каузи. Некои се разочарани, некои се бесни, некои велат ајде сега овие што се најголемите ентузијасти. Затоа мислам дека процесот и не мислам дека тоа треба да биде како велат ќе анализираме. Што да анализираме? Прилика на сите не јасно каде е темата. Но кадровски прашање дали може да се изнедри човек, жена, екипа од ова сега што е поставено или од овие што се као некакви кандидати формални и неформални, кој што ќе може радикално да промени работата во СДСМ, ако има потреба од радикален преврат. Што значи радикален преврат, да речеме? Некои од аналитичари блиски до СДСМ велат дисконтинуитет во политиките. Визави кого? Визави претеничката група, која што е сега составена во најголем број од функционерите на власт. Да, високите функционери, бивши министри. Значи, тука имаме еден проблем. Потоа, програмски, на која тема? На социјалдемократија? Како ќе СДСМ има добри резултати во текот на владењето и да зајави на ковачевски на тема на социјалдемократски теми. Пензии, плати зголемување, социјала и така натаму. Ние во овој свет кој што е атомизиран, кој што е разрушен,
збориме кој што е без либерална основа, се повеќе му се истиснува чергата, либералната черга на светот, кој што тежнееме, патем речено. Прашање дали може да се конституира социјалдемократска политика во оваа фаза, во оваа Македонија. Поделена политичка линија и избесната на тема нација. Пошто таа е темата. Ние сега македонецот има потреба да се стутка, не да се стутка, не само визави албанците, туку визави соседите, Бугарија, Грција понова се стутки да каже дај се да видиме што ќе правиме. Таков е трендот и во цел свет. Таков е трендот и во цел свет. Политика се враќа. Јас го гледам, Бајден е веројатно еден од најуспешните американски претседатели на нас за децении по бројки на економија, со многу големи растови и така натаму, и е на работ да ги изгуби изборите против еден тотален противник кој нема поима ништо од тоа, но вика ќе направиме Америка горда повторно. Не беше горда, како беше? Голема. Ама сега во СДСМ што Сакам да кажам, значи тоа е дополнителен баланс со кој тоа е најголемиот баланс, но тоа мислам дека не го дискутираат. Затоа што видете, во Македонија има либерални граѓани, сега повторно зборуваме. Јас го мислам, истото не го мислам. Има, па знам дека не го мисли. Либералната агенда е компрометирана секаде. Но има луѓе што не го сакаат ВМРО. И што не гласуваат за ВМРО. И луѓе што се инклинираат кон едноставно слободи и права индивидуални. Еве да кажеме само на тоа ниво, слободи и права. Значи не ќеме заробена држава, не ќеме корупција, не ќеме заробено судство. Сакаме мир и слобода. Така е. Сакаме интеграција, сакаме да живееме убаво. Таквите луѓе постојат. Не се мнозинство. Тоа е дали СДС може да произведе платформа, партиски апарат способен да ги генерира и да ги реализира тој тип на теми. Бидејќи мојата теза е дека СДС загуби воглавном поради неможноста да реализира таа либерална агенда. На страна овие социјални теми кои ги наброја, со кои се согласувам, кои се патем парцијални решенија, не системски. Не е важно да речеме се идеолошки, ако можеме да ставиме тоа. Океј, но не решија системски работите. СДСМ се соочи со една работа која што сме ја криеле долго време или се криела во СДСМ или сме ја криеле, тоа е дека нивното членство е клиентелистичко, а нашето не е клиентелистичко. Тоа е грешка. И тоа се свати на еден драматичен начин, тоа пред се со доаѓањето на Заев, како на власт пред се, дека всушност голем дел од членовите се всушност таму затоа што чекаат да дојде редот. Зашто е некој се изненадил, да. Па затоа што кај СДСМ секогаш имало една перцепција, барем во високите ешелони, дека ние сме партија која што гради државата. Како државник, државотворна партија и така натаму и така. Кога се очите вие со база која што не го мисли баш тоа, или која што мисли, особено во последните години пред да падне ВМРО, дека дајте да дојме на власт за да бидеме како ВМРО, за да се грижиме на своите членови, за да знае, ВМРО знае како со своите членови, тука се како песок се стиснува од рацете целата потенцијално конституирање на некаква идеолошка програматска рамка. И сега во оваа констелација нема кој тоа да го направи таму. Затоа што прво теренот не гледаш човек, лидер, име, презиме таму кој би можел. Мене ми се пријатели повеќето, ги знам, се работувам професионално. Дали гледаш ти? Скокнам ова прашање сега. Па не го скокај, не го кажу името, ма дали гледаш човек? Лидер и се гради, не е дека јас не верувам дека лидер се раѓа, се роди лидер, го извадив, го црпнавме и тоа е тој. Мислам дека може да се гради заедно со тимот и заедно со една сепак интелектуална способност, бидејќи тука мора да впечатокот е кај либералниве не СДСМ гласачи или не поддржувачи на СДСМ, дека таму нема доволно привлечна сила која што може ги привлече да гласаат, а камо да станат членови или да станат дел од извршниот одбор или дел од раководството на партијата. И сега ако се направи ова АД акционерско друштво, каде што секој ќе добие по нешто, еден ќе биде тој што ќе победи најмногу, ќе има гласови, ќе биде лидер и другиве ќе бидат сите, толку е. Нема каде се, нема пропозивност, нема пои кои што ќе одат кон граѓанство. Мислиш дека ќе има доближување до знам и усари што е знам, бидејќи се дел од СДС. И тоа е еден дел кој ти го познаваш. Па знаме според мене резултат на социјалистичка на Дачич или Не, знам артикулира работи кои што се блиски до СДСМ гласачите.
Значи, дури оваа темава, антидуи темава, не е таа антиалбанска, да кажеме, ќе се обидам да бидам попрецизен, иако се прелева на антиалбанство, и антидуи темава, па и патриотизмот, кој што многу членови на СДСМ чувствува дека се истисна од ова и од претходното раководство на СДСМ, го препознаваат таму. И сега Максо е и популист, знае да каже како што ги фати темите кои што беа важни, ги фати од лев спектар, а лавираше кон десно, и тука се препознаа многу луѓе. Нешто клиентелистички, но нешто и ова не е више моето СДСМ, сепјавам во знам. Како ќе трае, знам и што ќе се случи, знам. Разликата во теоријата, барем разликата помеѓу патриотизам и национализам е релативно едноставна. Патриотите се луѓе кои се горди на своите институции на државата, а со тоа и на делата кои ги прават, се прават, да. А национализмот се луѓе кои се горди со својата етничка припазност и така натаму. И сега кога имаш СДСМ кој не успева да испорачи институции со кои луѓето би биле патриотски горди, тогаш оваа другава страна испорачува национализам кој скриен, не скриен, вака, онака и така натаму, буди една... но резултатот на целата оваа дискусија е дека практично СДСМ нема да го има наредните неколку години. Предпоставувам, со сите конвулзии сега што следуваат, ова што велиш дека не се раѓа лидер, дека тој ќе треба да се прави, од сите овие што ги гледаме, што се само кандидираат, барем и ја и Борјан, мислам дека не препознаваме некој кој е онака баш да кажеш тоа е или таа е. Ама сетите се сега што мислевме за Груевски кој стана председател на ВМРО, за Мицковски што мислевме кој стана председател на ВМРО. Затоа вам се гради. Да, поминаа години. Океј, ќе поминат години, сега сама. Ама тие години не беа добри години за Македонија. Се разбира. Најголем дел од нив не беа добри. Се разбира, Сашо, ама на ваков голем пораз не може да се очекува Феникс. Мене ми е прашањето, има ли шанса за нешто трето? Или е тоа исцрпено веќе, теренот е потполно исцрпено? Повторно, либералниот центар е релативно празен, либерално-левиот. Сега, тоа е печворк, тоа е онаква разни групации таму кои што не секојаш се компатибилни меѓу себе. И таква била левицата, особено последниве, отпадот на Берлинскиот зид, да кажеме. Левицата е чудна, таму има се од ЛГБТ. Послободарска е. Послободарска и таа тешко ја тераш да гласа секојаш. Брзо се разочарува. Го видовте ефектот од шарената револуција, многу луѓе излегува, тие што се разочараа беа најбруталните критичари на СДСМ. Така што секојаш ќе има левицата во Македонија и центар, ќе има потреба да конституира разни множества за да може да дојде на власт, а десницата секојаш ќе си има стабилно гласачко тело. Бидејќи ќе треба и да привршуваме, сакам просто да те прашам што мислиш за Мицковски, бидејќи очигледно е дека сеќа се сега ќе се сконцентрира на тоа како ќе владее ВМРО во наредните пар години, а Мицковски оштим што го знаеме како политичар во опозицијата, бидејќи многу е комодно да бидеш во опозиција, 3 пресконференции дневно кој ќе каже дека ништо не чини. Како ти се чини човекот не е пробан како политичар на власт? Како ти се чини неговиот капацитет, бидејќи има комплексна агенда која ќе бара на вистина многу внимателност во одредени работи? И една непознаница ние Груевски го добивме, претходно беше сепак министер за финансии, трговија, институционално искуство и така натаму. Мислам дека ќе биде внимателен, затоа што тој е, да не забораваме, тој е дел од некаков ужи круг на ВМРО ДПМН од времето на Груевски. Конечно е и решение на Груевски, ако не забораваме. Апсолутно е. Да. Најрешение. Но со целата таа протечена вода и особено со големиот мандат може опасност да се појават месијански амбиции. Бидејќи кога седите горе и кога имате семоќта, кога сте моќен, веројатно може да се појават и месијански позиции, а тоа кај десницата секогаш е лошо. Мислам дека ќе биде многу, и го гледам по изјавите, особено визави албанците, особено од кога заврши изборите, е многу внимателен и воопшто е внимателен во изјавите, па дури и кон грците, без разлика на ова што мораше да испорача, да не каже северна. Значи, ќе биде внимателен кон тие работи, а технократска агенда мислам дека ќе тера релативно добро до еден момент кога ќе почне као и секоја власт да станува стани пани, така. Така што јас сепак би му дал, не само заради големиот мандат, туку и заради тоа што нема што да правиме, би му дал добра мисла во смисла дека да видиме што ќе покаже тој во оваа држава и ако е добро треба да го поздравиме бидејќи ќе има време за конституирање на нов тип на политички субјекти, дали тоа СДСМ или друг тип на концентрација на лева и десна страна, која што ќе може да парира. Во овој момент
Просторот е празен. Последно едно прашање, вака сега да излезем од Македонија. Како предвидуваш развој на ситуацијата во регионот? Доста крцка на сите страни. Ние сме сепак тука, нема многу бегање. Па видете сега, крцка фактор што сме дел од НАТО, дури кај ВМРО-вците, јас знам, сум разговарал со нив, без разлика на големава кнедла што требаше се голтне, дава некакво припадност на некакво стадо. Не мислам пежоративно, ама некакво чадор, безбедност. Чадор или групација и така натаму. Регионот е многу незгоден, затоа што ние имаме во Босна, кој што не ја следиме доволно добро од Македонија, од оваа перспектива, многу е тешка ситуацијата. И сега се враќа на фонот на Сашо, дали темата федерализација може да се отвори пак и од чија страна, од која страна може да се отвори. Зборувам Македонија. Јас мислам дека кај Али Ахмет има доволно сериозност, доволно мудрост, доволно протечена вода и доволно добри комуникации со американската страна, да таа тема не ни се отвори во Македонија, да можеме да дури кој ќе се распаѓа или што ќе се случува со Босна, бидејќи тоа може да се случи веќе утре или заутре. Косово, Србија исто е нејасно како кај оди. Па дури кога става збор за територијални, еве да дојде Трамп, Гренел да го врати, и одма опција. Согласуваме, скроз неизвестно, светот е атомизиран, нас ни треба стабилно парче земја која што се вика Македонија, кај што ќе можеме да живееме релативно нормално, да не се расправаме за глупости кои се расправаме долго време. И да можеме да колку што можеме и да чулиме ушите, бидејќи ние нема да влијаеме на глобалниот поредок секако. Затоа треба да се внимава и кон овие другиве влијанија што доаѓаат, не зборно за руското, пред за кинеското, да видиме како ќе се позиционира Македонија. Тука може да биде интересно и тоа треба да се следи дали ВМРО ќе намигнува натаму. Дали свилениот пат од Будимпешта, Белград ќе се спусти до Скопје? Па сега видите, ние не знаеме Орбан во која групација ќе припадне после изборите. И дали ВМРО ќе го следи или не? И дали ВМРО ќе биде дел од таа групација или не? Може да биде на терено да биде дел од таа групација, бидејќи реакциите на ИПП за сега се прилично остри. Така е, но тоа се легитимни групации веќе во Европската унија, така како што е, тие изгледале нелегитимни само до пред некоја година. Сега се веќе легитимни, сериозни групации кои што може да бидат и последната шајка во ковчегот, не знаеме тоа. Тоа е оптимистичка нота. Со шајкава и со ковчег. Со шајкава, Гордан ја реши. Па добро, па се да. Сме живи здрави, да. Да, ти благодарам за овој убав и сепак убав разговор. Уште мај сме не фатиле јунски предодборски теми, можеме уште малку и да заоструваме во разговорите. Гордан Георгиеве, благодариме за ова издание на Политикатија. Ние се гледаме со следното издание во петок. Гледање.